Добар ден, вести на Канал 8. До официјалниот старт на жетвата на оризот остануваат уште 10 денови, но во атарот на Чешиново веќе паднаа првите снопја. На ожњаните површини бил засејан ориз од новите турски сорти, при што е добиен одличен принос. Земјоделската механизација влезе во нивите во Чешиновско и ги ожња првите класија ориз. На површина од 1 хектар, собственост на Мијалче Кузманов, пролетва биле засејани две различни турски сорти, што во Кочанско беа донесени со проектот на Земјоделскиот институт од Скопје и Турската агенција за соработка и развој ТИКА. Периодот за вегетација кај едната сорта бил меѓу 115 и 120 дена, па со оглед на тоа што била посејана на 10 мај, стигнала навреме да се жнее. Влажноста на зрното изнесувала 20%, што според препораките од турските експерти е идеално за жетва, за да се избегне кршење и растурање на арпата. Добиените приноси се над очекувањата, односно ожнеани се просечно по 800 кг арпа од декар. Според собственикот на површините, можело да се очекуваат и поголеми количини, доколку не била нанесена полска штета со кражба на арпа на дел од засејаните површини. Другата сорта ориз е со вегетација од 135 до 140 дена и се очекува жетвата кај неа да биде по околу една недела. Ожњаните количини се складирани и се чекаат инструкции од Земјоделскиот институт и од представниците на Турската агенција за развој дали арпата ќе се преработува или ќе се прераспредели за сеидба за догодина. Во телефонскиот разговор за Канал 8, собственикот на површините Кузманов рече дека очекува да види каков ќе биде рандманот што ќе го дадат новите турски сорти, но со оглед на добриот принос планира сите 10 хектари што се во негова собственост наместо со Сан Андреа напролет да ги засее со турската сорта. 6 месеци председателите, членовите и нивните заменици во избирачките одбори, што беа дел од спроведувањето на локалните избори, ги чекаат своите пари за работењето. Граѓани што биле членови на избирачките одбори се уште не им се исплатени дневниците од страна на општините. Точно половина година од одржувањето на локалните избори, се уште не се исплатени дневниците на членовите на избирачките одбори во сите општини од микрорегионот. Некои општини велат дека им ги исплатиле сите пари на председателите и на членовите на избирачките одбори, додека други им дале само за првиот изборен круг. Обврските целосно ги завршиле општина Кочани, која ги исплатила средствата и за првиот и за вториот круг, и тоа меѓу првите во државата, како и општина Зрновци, каде се одржа само еден изборен круг. Втор круг имаше и во Чешиново Облешево. Таму се исплатени само половина од парите. Останатиот дел ќе бил исплатен во следните неколку денови, уверува градоначалникот Костадин Личков. Иако во Виница на локалните избори се гласаше само во еден круг, членовите на избирачките одбори и Општинската изборна комисија не добиле ниту денар. Градоначалникот Емил Дончев вели дека парите ќе им биле исплатени во текот на наредниот месец. Според правилникот за исплаќање на доместок за спроведување на локалните избори за 2013 година, на председателите на изборните комисии треба да им се исплати на доместок од 3000 денари, на заменик председател од 2500 денари по изборен круг, на членовите на одборите по 2000 денари, додека пак на нивните заменици по 1700 денари. Статистиката покажа дека во второто тромесечие од 2013 година стапката на невработеноста се намалила на 28,8%, што е најниско ниво од 1996 година, кога почна да се мери овој податок. Невработеноста во континуитет се намалува од лани, а во првиот квартал годинава за прв пат се спушти под психолошката граница од 30%. На крајот на минатата година стапката на невработеност изнесуваше 31%, а на крајот на 2011-та 31,4%. Во вториот квартал лани невработеност изнесуваше 31,4%. Највисока стапка на невработеност од околу 38% имаше во 2006 година. Од тогаш таа почна да се намалува и заклучно со јуни годинава отворени се нови 108.063 работни места, покажува анализата на податоците од Заводот за статистика. Сепак статистичката пресметка е спорна од аспект што државната статистика не прави разлика меѓу оние што се вработени во редовен работен однос и оние што работат на црно.
Тоа се оние вработувања без каков било договор, вработувања на диво или кои според методологијата на Државниот завод за статистика се бројат како вработувања и лицата кои работат на црно, а се бројат како вработени. Според методологијата на статистика, секој оној што во текот на месецот работел барем 1 час дневно, односно вкупно 3,5 до 4 дена се брои како вработен. На ниво на региони, процентуално и номинално, најголема невработеност има Кочани, а тоа го покажува и последната евиденција на невработени лица на Агенцијата за вработување, според која Кочани брои 2932 невработени лица, 2020 во градот и 912 во селата, додека Виница има 838 невработени, 543 лица во градот и 295 во селата. Неколку улици во населбата Бејрут со години чекаат да бидат довршени и асфалтирани. Граѓаните, иако уредно ги платиле комуналните давачки кон општината, не можат да ги користат придобивките на современото урбано живење. Поголем број писмени и устни барања до локалната власт во изминатите години поднеле жителите на неколку улици во населбата Бејрут, со надеж дека конечно ќе добијат нормален пристап до своите домови. Дел од собраќајниците на кои живеат се пробиени и делумно се поставени рабници, а други чекаат комплетна изградба. Без оглед што овде се изградени нови, современо уредени семејни куќи, за улиците што водат до нив постојано добивале ветувања дека ќе бидат завршени, но тоа не се исполнувало. Затоа помош побараа и од Советот на општината, преку членовите кои се дел од советничкото мнозинство. Граѓаните кои живеат на улица 13 Македонска бригада, улица Ѓорче Петров, Пиринска, Македонски корпус и други. Граѓаните ги интересира дока е постапката со кредит од Светска банка за асфалтирање токму на овие спомнати улици. Локалната самоуправа не располага со доволно пари за да ги заврши сите улици одеднаш, заради што неопходно е да земе кредит од меѓународните финансиски институции. Според градоначалникот Димитровски, рокот за оваа година е поминат, па недовршените улици ќе влезат во планирањата за до година. Имаме усмена согласност за задолжување пред Светска банка за овие улици и овие улици во почетокот на наредната година би требало да се распишат тендерите да се решат за да тоа се најкритичните улици во нашиот град за да бидат решени. Според Димитровски, освен улиците во населбата Берут, во план е изградбата и довршувањето на сообраќајниците во Усова чешма, за кои исто така имало барање од граѓаните. Добивањето средства од Светска банка беше вообичаена практика и во изминатите години, од каде освен кредит беше обезбеден и грант во висина од 55.000 евра, со кој годинава се асфалтираше улицата Крун Вранински. Уредување на речното корито на реката Брегалница што минува низ Мород Вис. Проблем на Зарновјани кои на првата форумска сесија го истакнаа како приоритетен за решавање. Со тоа ќе се надминат долгогодишните проблеми со кои се соочуваат, поплавите и излевање на реката. Околу 50 на жители од Зрновци на првата форумска сесија одржана во подрачното училиште во Мородвис детектираа проблеми поврзани со управување со речниот слив на Брегалница. Станува збор за програмата финансирана од Швајцарскиот државен секретаријат за економски работи, кој во општина Зрновци инвестира 50.000 швајцарски франци, а 10.000 ги обезбедува општината. Целта на форумските сесии е да се разговара со граѓаните, кои се приоритетите и проблемите што ги засегаат, а се однесуваат на речниот слив на Брегалница. Присутните истакнаа повеќе проблеми, но фондот е ограничен. Дел од нив се однесуваат на реки кои што се излеваат од речните корита, имаат проблем со поплави и предлог им е нели да се уредат речните корита, да не се соочуваат со такви проблеми. Дел се однесуваат на заштита на природните, на води, на изградба на чешмини, самата општина, дел се однесуваат на одредени проблеми со отпадни води, со канализација, меѓутоа сега целта е до следниот форум да сето тоа нели се уште еднаш се направи анализа на терен, се подготват проектите и да се дадат на следната средба на граѓаните на гласање, они ќе одлучат кој е приоритетен и каде ќе се инвестираат парите. Градоначалникот Станков задоволен од одзивот на граѓаните на првата форумска сесија. Имаше одзив од страна на граѓаните, а нивното учество ќе биде се со цел да дадат предлози и идеи
во врска со мали инфраструктурни проекти поврзани со вода. Јас очекувам дека тие ќе го најдат вистинското решение, вистинските предлози, од кои што при реализација на проектот ќе имаат најмногу корис. Втората форумска сесија е закажана за првата недела во октомври. До тогаш ќе биде организирана работна група од граѓани, која што ќе биде вклучена во подготовка на проектите во однос на приоритетите кои беа идентификувани на првата сесија. Откако ќе бидат подготвени проектите, на втората форумска сесија ќе се гласа. Општината ќе го поднесе проектот до проектната канцеларија и следната година ќе се очекува имплементација на истиот. До крајот на наредната година граѓаните ќе имаат можност да уживаат во бенефитите на изгласаниот проект. Со заедничко оро за сите учесници на фестивалот, фолклорно дефиле низ Виница и гала концерт со програма и заедничка вечера и дружење, заврши 28-то издание на меѓународниот фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. И покрај отсуството на најавени групи од странство, фестивалот оценет како успошен. Истибања деновиве беше центар на случувањата што се однесува на зачувување на традицијата и представување на фолклорот. Низ Истибанските улици продефилираа фолклористи од 6 ансамбли од странство и 8 домашни. Учествуваа фолклорните групи од Бугарија, Србија, Турција, Романија, Босна и Херцеговина и Словачка. Од македонските присутни беа групите од Битола, Велес, Куманово, Скопје, Радовиш, Македонска Каменица и домакините фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Иако беа најавени за учество, групите од Нигерија, Ерменија, Литванија и Молдавија не присуствуваа на фестивалот. А како што истакнаа организаторите, причината била проблем со визите. Фестивалот и годинава започна со традиционалното дефиле низ село Истибања и концертен настап на фолклористите. Учесниците имаа можност да го посетат музеот Теракота, културно-историските знаменитости на Скопје, Виничкото кале, Беровското езеро и Малешевските планини. Освен во Истибања, концертен настап имаа во Македонска Каменица, Берово и Виница. Фестивалот заврши со заедничко оро на сите учесници, фолклорно дефиле низ Виница и гала концерт со програма и заедничка вечера и дружење. И годинава организатор беше фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, а покровител општина Виница. Продлабочување на соработката на општина Виница со полскиот град Киелце беше целта на првата официјална средба на делегација од Полска со градоначалникот Емил Дончев. Пољаците се запознаа со стопанските капацитети, културно-археолошките знаменитости и туристички потенцијали на општината. Делегација од полскиот град Киелце, предводена од председавачот на Советот Томас Богуцки, во прва официјална посета на општина Виница. Целта на иницирање на средбата беше запознавање со стопанските капацитети, културно-археолошките знаменитости и туристички потенцијали, како и градење конкретни насоки за продлабочување на соработката помеѓу двата града. На приемот кај градоначалникот Емил Дончев, делегацијата настапи со конкретни понуди и покани за бизнис соработка во областа на прехранбената, местната индустрија, како и во областа на градежништвото и пласменот на вино. Воодушевени од вкусот и квалитетот на македонското вино, полјаците понудија алтернативи за извоз на нивниот пазар, а се интересираа и за организирање туристички тури во источниот регион. Го посетија и Средното општинско училиште Ванчо Проќе, каде што паднаа и првите преговори за набавка на опрема за новите простории од машинската работилница. Се разменија искуства околу организирањето на наставата, превозот на учениците и расположливиот буџет на училиштата. Полјаците не го запоставија и приватниот бизнис во Виница. При посетата на приватната компанија Мак Прогрес ги воспоставија првите контакти и разгледување на алтернативи за пласман на нивните производи на полскиот пазар. При посетата на Домот на културата Тоша Арсов беа договорени гостување на Староградскиот ансамбл на фестивал во Киелце. Последен го посетија Виничкиот здравствен дом, каде се информираа за работата на ИТ помош и државните служби. Чешиново Облешево в сабота ќе го одбележи празникот на општината. По тој повод предвидена е богата програма со традиционални домашни обичаи и гостување на познати македонски музички звезди. Традиционално и годинова по повод 21 септември и верскиот празник Мала Богородица, Чешиново Облешево ќе го прослави празникот на општината и 9 годишнината од своето постоење. По повод празникот во локалната самоуправа планираат богата програма, што ќе започне в четврток со крводарителска акција во спортската сала Никола Карев во Облешево. В сабота пак, во утринските часови,
ќе започне традиционалното приготвување сутлијаш, под мотото да се сруши Гинисовиот рекорд. Приготвувањето на сутлијашот ќе се одржи во паркот во Чешиново во 13 часот. Прославата ќе биде збогатена со настап на оркестри и играорни групи. Во рамките на програмата е предвидена и свечена седница на Општинскиот совет и прием кај градоначалникот, а во 16 часот на полињата во атарот на село Чифлик ќе се одржи традиционалното зажнивување на оризот. Свеченоста ќе продолжи со дефиле на учесниците на прославата и културно-уметничка програма во салата во село Блешево. Забавниот дел ќе настапи хорот од основното училиште Климент Охридски и Страшо Пинџур, потоа монодрама на професорот Доне Донев, настап на игрорните групи Руен од Кочани и Стари извор од Облешево, како и Санде Цветков од Горобинци Свети Николско. Како специјални гости на вечерта со музички настап ќе гостуваат Владко Лозановски, Круме Спасовски и Сашко Гигов Гиш. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в четврток, 19 септември, ќе останат корисниците од Лешки и викендици во близина на селото, како и викенд куќите во населбата Бавчалук. Прекинот ќе биде во периодот од 10 до 15 часот и 30 минути. Без струја ќе бидат и корисниците од Оризари и Пресека во периодот од 10 до 12 часот и 30 минути. Истиот ден, електрична енергија ќе немаат и жителите на Пентелеј, Нивичани и Рајчани во периодот од 9:30 до 15 часот и 30 минути. Како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. Младинскиот погон на Осогово ги прави првите посериозни чекори. Стартува детската фудбалска лига, во која ќе се надпреварува и фудбалскиот клуб Кочани. Прво посериозно искуство имаше најмладиот погон на Осогово со учеството на фудбалски турнир во Битола, што го организираше фудбалската школа Лага Битола, а на кој учествуваа екипи од Грција, Албанија, Србија и Македонија. Недостасуваше спортска среќа да се помине групата и да се проложи во елиминацијската фаза. Учествувавме во 2002 генерација, со 2002 генерација и 2003. Имаше 16 екипи, по 4 во група. Ние бевме во група со екипата на Феникс од Демирхисар, Ферплей од Охрид и 1-1 од Битола. Одигравме 3 надпревари, од кои првиот со Феникс го игравме 0-0, вториот со Ферплей од Охрид го игравме 2-2 и третиот со 1-1 го игравме 1-1 резултатот. И со 3 бода не успеавме да поминеме групата, да останеме и следниот ден да ги продолжиме четврт финали и надпреварите натаму. Турнирот беше своевидна подготовка за детската фудбалска лига, која почнува од викендов. 99 и 2000 генерација и 2001-2002 генерација. А 2003 и помали ќе се надпреваруваат во турнир систем, што ќе биде организирано од Фудбалската федерација, под капата на Фудбалската федерација. Детската лига Источен регион годинава ја сочинуваат 8 екипи. Осогово, Кочани, Слога 1934, Зрновка, Пехчево, Рудар, Каменица, Саса и Брегалница, Делчево.
Тоа бе вестите на Канал 8, ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!